Абе, ве гледам нешто се буневте годинава, прошла година, и си ја зголемиле платата 78% и плюс 400 евра. И сега тоа нешто на вас ви смета. Ај вака, прво да се разбереме. Еве ти, брат ми, се што ме гледаш, у моментот. Ти бе знаеш колку е тешко да прерачунаш 78% на 64.279 денара да пресметаш? Колку е тоа? А? Колку покачување? Ај пресмети, сега тука те пеам пресмети. На 64.279, ти повтарам, 78%, сега. Шо ме гледаш бледо? Тешко е, а? Тешко е. Ама тие викаат ако? Ако? Ако треба ние ќе се мачиме, ќе пресметаме, ќе рачунаме и дропки, ако треба ќе решаваме за овој народ. А да беа расипани? Кој што ги плукате политичарите, да беа расипани и да беа корумпирани? Ке заокружена на 100%, плата што бе 400 евра, тури 500 тамо директно, што се ќе накриме капа, се ќе се замараме. Ама не. Решаваат дропки за овој народ. Колку се добри и благородни, колку внимаваат на се, колку сакаат да ве заштитат од многу пари. Оти како што ви кажав во претходниот клип, ќе се расипете. Кој не го гледал, нека го отвори. Они и своите деца ги фрлаат во огин за ние да не патиме од многу пари и да не се расипеме. Деца, внуци, зетови, снаи, сите бизниси отвараат, им фрлаат милиони, ги фрлаат во огин. Цела фамилија ќе фрли во огин на сите фирма од 200, 300, 500 илјади евра. Нати 500 отвори фирма. Еве децата од Рашко, например. Собрал парите од мекици, хоп, хациенда на децата. Нема да ги расипе тоа. Ајбе ти на твоето дете, дај му 400.000 евра да си купи хациенда. Нема да го расипе, ќе се научи на 400.000 евра, оди после одвикни го. Ха! На мајка му Волво купило другото. 65.000 евра Волво. Джип. Оди ти, еве мојов дома. Еве го мојов дома. 5 години има, 6 има више не знам ни колку има. 6 има. Бе чор денар нема донесено дома. Срам да му ја рам. Мукам до кога ќе те ранам беа тебе, ти будала си? Па дај барем 1500 денара градинка плати си. 6 години одека ќе те раниме тебе. Деца од рашовски хациенди имат на 6 години, ама сакам да речам. Моето е че го навикнам со 500 денари да гура цела недела. Оди ти навикни на 500.000 евра, после нека гура цела недела. На Зоки синот го фрли огин детето. На 18 години, хоп, фирма за струја, оди работи, абе чекај тато, абе оди работи. Не зго да му прави на школа на детето. Не знаат професорите како да му се обраќаат, дали со име или со директоре. Ви знаете кој треба ми се тоа за децата? Значи пази, ние како народ сме им пред сопствените родени деца. За нив ги калапат тие милиони и тендери. А ние како им враќаме? Плюкаме. А мислиш, лесно е тоа? Ма размислете малку. Еве Малиов одали. Вчера купил тамо трговски центар, утре дента петарди продава човекот. Мислите лесно е тоа? Бизнис, петарди го застануваат полиција таму го тресат, ти мислите убаво е тоа? Се откажа сега детето од трговскиот од 20 милиона евра. Знаеш, ми падна грдо на мене. Знаеш колку грдо ми падна? Го избркавте детето. Се откажа од трговскиот. 20 милиона евра таха ги фрли. И после не си селувале младите успешни бизнисмени, не си селувале децата, па ќе се селуваат. Какви сте расипани? Не го оставете човекот да работи. На петарди спадна од вас. Срам ве било. Абе се мачат секој ден со нас нашиве политичари, бе се мачат, бе мака видоа со нас, бе. Што народ сме ние? Абе ја да сум на нивно место. Абе не кревам раце од вас, идете се ногиете се тамо. Ја будала за вас ќе се кирам. Ќе гледам за вас да нема, за мене да има. Што да не ми рече некој фала дека сум земал 35 милиарди со мене. Не. Срамота. Ајде гаси, више не може да ги гледам, ајде. Ќе ми каже некој фала. Како да не? Корупција во политика. Ама ајде ви се мол. Абе глупост. Каква корупција во политика? Во политика нема корупција. Таму имаме борба со корупцијата. Нон-стоп борба. Како кој дојде на власт, он се бори, се мачи,
војува со денови ноќи нон-стоп е под опсада, се бори гради во гради со корупцијата. Толку е таа борба тешка и напорна и долготрајна. Задникот им знае. Што на секој политичар не му е доволен еден мандат за таа борба. Бара уште еден мандат. И уште еден. И уште еден за да може да се избори со корупцијата. И кај што е тешка борбата, таа е фрустрирачка и напорна, на секој политичар му создава здравствени проблеми, стрес. Например, доаѓа тој млад, слаб, но здрав и неискусен и по неколку години жестока борба во политиката со корупцијата, секојдневно полна со нервози, неуспешни битки, еден напред, три назад, од фрустрацијата почнува прекумерно да јаде. Од нервоза јаде. Јаде, не може да застане. Обично политичарот, разочаран од неуспешната борба со корупцијата, јаде во собраниското бифе. И тоа строго бифтек, заради тоа што протеините те прават посилен во борбата, да може да ја победи корупцијата. И така, стресен, уморен, фрустриран од борбата со корупцијата, политичарот малку така ќе качи некое килце, после 10 кила, па 20 кила, па тогаш мора да купи нови одела, нови кошули, бидејќи не може да се бори против корупцијата во оделот Битпазар, со кој дошол во парламентот и со чели кинески некој тамо. Не бе, таа борба бара квалитетни материјали кои не се кинат така лесно, која ќе се зграпчиш за шија со противникот. Затоа материјалите мора да бидат квалитетни, оделата строго Hugo Boss или Бицијани, а чевлите од 700 евра, под 700 евра не се признава чевла, затоа што, како вика народната поговорка, со гол газ не се оди на свадба, ниту се фаќа риба. Сака да каже дека без подарок не се оди на свадба. Се мисли всушност на подарок во плико, пари во плико, евра во плико, може и долари во плико, може и албански леки, само ако пликото е, например, женска ташна, така наречена плико, за да бидат во доволен број. Така и добрата битка со корупцијата на политичарите е всушност борбата со пликото, да не влезе во нивниот скинат джеп од некое демоде од дело или од пазарче што е, туку да склизне меко во листерот на новата воена Бицијани опрема. Леле да знаете како се бори против корупцијата кога имаш Бицијани од делове. Па кој ќе им мавнеш една, па она кој ќе те залепи со една, две, три, 5.000 дарки по фаца. Па тоа треба да се издржи бе. 5.000 евра, например, у фаца се јак удар на корупцијата. 50.000 веќе те нокаутираат, не знаеш кај си. Прашуваш кој го исклучи светлото? Кој го исклучи? И насмењате тера со 50.000 евра кој ќе те мавне корупцијата. Кој го исклучи светлото? И машната мора да биде црвена, затоа што на тегето дело и бела кошула оди црвена машна, која ги символизира жртвите кои секој политичар ги дава во борбата со корупцијата. Неговите долгогодишни жртви да ја искорени корупцијата, да нема корупција кај неговите колеги, така и тој ќе се избори за да се одвикне полека за време на 3-4 мандата. И за неговата борба со корупцијата секој политичар бидува награден како што доликува и секој е транспарентен затоа што борбата бара транспарентност кон тие што го барале тоа. Така, неговата награда се гледа во зголемувањето на неговиот имот на имотната листа во антикорупцијска. Што повеќе политичарот се бори против корупцијата, тоа повеќе му расте списокот на станови, возила и пари со кои е награден за својата борба. Така е барем во нашата земја. Ама во Шведска е обратно да ти било. Ама па, шо разбираат бе тие швеѓаните од политичка борба со корупцијата? Имаат тие други проблеми. Немаат корупција, затоа не знаат. Ај сега нек се борат бе ако можат,